И образложивме нашите аргументи во последно време што се случени, а тоа се многу важни аргументи. Значи, на полето на вакцинацијата од судски аспект се случија многу важни работи. Роберт Ф. Кенеди Джуниор, кој што нели деновиве беше актуелен во Берлин на протестот, од само 38.000, не ми се верува. Они го значи дека е 38.000, 20, па 38 на разни медиуми, да. Милион. Сигурно. Првиот пат имаше 1.400.000, вториот сигурно и повеќе. Значи, лани некаде, ако не се лажам, човекот на суд докажа дека студии за безбедност на вакцините не се прават. Од кога? Од фамозната 1986 година. Зошто? 86 година председателот Роналд Реган донесе еден акт под притисок на фармацевското лоби, односно фармацевските компании, кои што едноставно отишле кај него и му рекле вака: ние веќе нема да правиме вакцини. Како тоа нема правите вакцини? Така, трошоците ни се премногу високи. Не трошоците на производство, трошоците за обештетување на луѓето кои што доживуваат несакани ефекти од вакцините. Значи, ви имате право да го тужите, да ја тужите фармацевската компанија и нели сега како ќе се докаже, кој на суд, тој што ќе докаже, има право на надомест. И тие велат, ние веќе не произведуваме вакцини. Роналд Реган вели вака: не, вие ќе произведувате вакцини, државата ќе формира фонд со кој што ќе ги обештетува оние што ќе доживеат несакани ефекти како последица од вакцина. И е договорено на секои 2 години да се поднесуваат студии за безбедност на вакцината. Значи, еве не чини вакцината, луѓе доживуваат несакани ефекти, дај да го подобриме, да ја подобриме безбедноста, така. И договорено е да се поднесуваат на секои 2 години некакви студии за безбедност, до која институција на вистина, дали до Центар за контрола на болести или друга, не е ни важно. Роберт Ф. Кенеди Джуниор, кој што е адвокат, нели од САД, ги побара тие студии. Ајде да ги видиме студиите. Доби празни листови. Значи, од 86-та, 34 години. Нема ништо. Ниту една студија за безбедност не е направена за ниту една вакцина. Ке повторам, 34 години. Ниту една студија за безбедноста на вакцините не е направена. Дали се разбираме? Тоа е страшна работа. Фашизм. Она што сега го докажа пред многу скоро време, тој побара вака. Кога ги прашуваме нели институциите, правиме разлика помеѓу вакцинирани и невакцинирани дечиња, ние тврдиме дека невакцинираните се поздрави, имаат многу појак имунитет. Тие велат, не, ние имаме плани на докази дека не е така. Во ред ги побара човекот. Не тој, адвокат од Child Defense, од неговата организација. Child Health Defense. И го одложуваа. Значи, ама, овие му, дајте ми 10 бараа студии. Па после, ама сега како, дај да дефинирајте овона, не е важно, значи неколку пати им го враќале предметот, за да на крај добијат одговор. Во нашата база не пронајдовме такви студии. Значи, ниту еднаш не е направена студија, една да се направи проверка, како е имунитетот кај вакцинираните дечиња, каков е кај невакцинираните. А има премногу докази, значи на овие институции, дали е Национален институт за здравје на Америка, дали е Центар за контрола на болести, дали е Светска здравствена организација, значи на нивните сајтови, ако копате, тоа се официјални институции, значи не сме да лажат. Таму има се. Се е напишано. За вакцината за грип, например, општо за вакцините, дека имунитетот паѓа кај дечињата и така натаму. Се е на нивните сајтови. Меѓутоа, некој треба да ги копа.